Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnува. Houston, we have a problem. Dobar den, dobrodošli, ovo je Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show. Su avtor od koje su ime i prezime takvo kakvo što je ime to, odnosno naslovot na emisijata. Deneska na ovaj den 5. oktobri 2016. Ja započnem, emisijata mi je za sasvim druga tema, međutim ja započnem emisijata su dve zabraniti raboti. Jedno to je Ajvar, a drugo to je emitovanje pesna za Makedonija, vovarska su Makedonija, makedonska i така натаму. Pa така da ja započnem emisijata kršejki gi zakonite, što mi je ovaka neka životna sudbina, a vo interes на граѓаните на Република Македонија и кршам сите закони емитувајќи музика, односно песна која се вика Ајвар. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Добро вечер, пријатно попладне или добро вечер, почнува се стемнува овдека од студиото на Радио Слободна Македонија, која се наоѓа во простории кои порано беа изложбен салон и продолжен салон на Range Rover, и тоа некако ми прави еден спој, затоа што сегашна денешнава емисија ќе ми биде поврзана, односно ќе зборува за автомобилизам, меѓутоа не за таков како што е огромниот успех на нашиот тетовченец Иџе во Имола, туку ќе зборувам за автомобилизмот во смисла на тоа што кон каде оди технологијата и со што се соочуваме ние во овој момент. Затоа повикав и гостин, се работи за мој пријател кој се вика Перица Филиповски и му посакувам од ваше и моје име добро дојде во студиото на Радио Слободна Македонија. Перица, добро дојде. Добро вечер, Миленко. Благодарам за поканата. Пред се, добро вечер на тебе и на твоите ценети слушатели на Радио Слободна Македонија. Честа е моја да присуствувам во твојата емисија. Се надевам дека по дискусијата Ќе останат задоволни. Многу работи ќе станат јасни, а може би и дополнително ќе ги усложниме. Како си имам јас запознаено со Перица, значи он е практично познат по името Пепи. И луѓето кои имаат автомобили знаат дека е најголемиот проблем сервис секаде. И кога е новиот автомобилот, па има проблеми со фолирантски фирми кои продале нов автомобил, а и кога се стари да најдеш сервис каде што ќе отидеш и ќе речеш еве поправиме го ова да дојам да е готово, а не го извадив па најди си го делот во Бугарија, Грција и така натаму. И мене ми го пропорачува многу луѓе, вика најде вика таму е некаде зад Тинексу аеродром Пепи Пежо. И ја еднаш, дваба, не, и на крај отидов и од тогаш останувајќи задоволен од неговата работа, односно се уште имам всушност Citroen C5. И кај мене во телефонот не е запишен како Пепи Пежо, туку е запишен како Пепи Citroen. Бидејќи Citroenот е тој што... Меѓутоа подоцна ги однесов сите други аута што ги имам, и тоа се поправило стари аута кои трпат многу оштетување и дефекти затоа што се heavy duty, значи имаат стварно тешка работа по терени, се сите така офроуд возила и ете тоа дружење практично произведе едно пријателство. И згоре на тоа Пепи е интересна личност. Он е од Скопје, он е од Македонија, меѓутоа е роден во Европска унија, роден е во Беч, во Виена, значи виенски, ако не џака, односно тогаш барем виенско бебе, ако ништо друго. Ученик. Сега да. Значи, со Пепи сакам да продискутирам за следниот дел. На времето кога јас сум имал многу автомобили низ мојот живот, од
да Lincoln Continental Town Car, кој беше возило на американскиот амбасадор во Југославија во Белград, преку Dodge Powerwagon, кој е еден пикап од 3.500 бензински мотор до 90 коња, до Jeep Willys, до Dodge автомобил од 26, до 300 чуда. Понови аута Jaguar, првиот Jaguar во Македонија, Миленко го имаше и така. Меѓутоа, на времето, Пепи, кога ќе отвориш халба, Fiat 125 имаше татко ми, Fiat, не PZ, гледаш дека е тој мотор Fiat. Кога ќе отвориш Jaguar, гледаш дека е Jaguar. Со сите, Jaguar е една кола која стално се расипува, не се дока, меѓутоа има стил голем. Кога ќе отвореше BMW, знаеш дека е BMW. Спачек, знаеш, сум имал неколку спачеци, знаеш дека е спачек. Тоа време, Пепи, помина. Ти беше и си се уште механичар на тие класичен пристап ауто. Така. За жал помина тоа време. Не знам сега како тоа да го образложам, меѓутоа да почнеме некако така со ред. Значи, во светот на автомобилизмот постојат многу така вешто добро сокриени, завиени работи, кои што порано или покасно, значи, ќе се дознаат. Така да ако поставиме прашање, значи, тоа сепак е од финансиски аспект, значи од материјална корист, така тие работи се поставени да ако некоја компанија осети во дадениот момент дека почнува да се намалува продажбата на одредено возило, на одреден модел, таа не трга веднаш кон незино уништување, значи, на моделот и да измислат некој нов, него гледаат што е можно повеќе да ги намалат трошковите околу незината изработка. Поевтино да го произведат. Поевтино да се произведе, да со тоа да се намали и цената на возилото, со тоа веднаш, значи, станува поконкурентно на пазарот. Како да се намали цената? Или да се смали бројот на деловите што се монтирани внатре, или евентуално квалитетот на деловите што се поставени внатре, нивната набавна цена, значи, да биде доста пониска. Па поради тоа, често они најлесно име, значи, најголемиот јар бенефит, значи, се постигнува кога внатре се монтираат мотори купени, нели? Заеднички мотори. Така беше на времето, знам, со менјачите, менувачите. Имаше две фирми кои произведуваат автоматик менјачи, то тие се германска вамо таму, ама изгледа стана и со моторите исто. И со моторите нормално. Така да постојат некои компании во светот, сега јас се надевам дека ќе ми дозволите и да ги именувам со име и со презиме, затоа што после тоа да не испадне дека само небулози. Постојат компании во светот кои што произведуваат многу повеќе мотори од колку што произведуваат возила. Колку што продаваат возила. Колку што произведуваат возила, а после и продаваат. Зошто е тоа така? Заради тоа што нашле пласман во многу други фабрики, многу други модели. Во други фирми, во други брендови. Други брендови, апсолутно. Од јас, Пепи, ќе те пресечам. Така. Значи, јас кога го имав Јагуарот мој, тоа беше 74 година, XJX, 4,2. Така. И тој беше оригинал Јагуар. И се расипуваше. После тоа, затоа што почна да се продава малку, разбрав дека целото подвозје одеднаш тие го земале од Ford Sierra. Практично купуваш Јагуар, возиш Ford Sierra. После тоа почна таму да се таа фирма од еден на друг ја купува кои се не, индици, и тоа отиде се направи кармакаша. Извини што те пресеков, збореше за фирми кои произведуваат многу повеќе мотори од што произведуваат ауто. Па еве, пошто те интересира Јагуар, например, сега ќе ти кажам дека Јагуар и Land Rover се сега купени од Тата. Од индиците. Од индици, Тата Моторс. Тоа не е за подценување. Тата Моторс е исто многу силен бренд кој што активно учествува во Формула 1. И таму се многу во едно време беа доста активни, има некои успеси. Меѓутоа ете се го купија Јагуар и Land Rover од 2008 година наваму. Претходно Land Rover беше во раците на BMW. На BMW, да, на германците.
А германците го значи, задржаа само мини, другото ништо. го продадаа. После тоа си го продадов. Пред тоа беа во Форд. Така. Така да со тек на време, значи секој по некого купува, секој по нешто учи, јас би рекол. Например, Јагуаров и Ланд Роверов, ако тргнеме од моториве, да речеме дизел моторите, тие сега најнови модели излегува со, верували или не, со Пежови мотори. Дали 2000-арките, дали 2,7 или 3000-арките дизел мотори, тие се Пежови мотори, во кои што се заедно изработени, значи во соработка со Форд. Значи, возиш Јагуар, тука низ улициве, низ Скопје, дизел, да, а внатре срцето француско, Пежово. Што е... После... И као ја имам Јагуар. И ја имам Јагуар, добро. И сега ќе Добро, застане. лонда ти е. Да, и ќе застане некој со Пежо 204 покрај него, ќе рече да, ти си Јагуар од 50-60 илјади евра, и јас сум Пежо 204 од 100 евра, и ама имаме исти корен, значи немаме ние ништо различно, за едно исто сме фактички. Така да тие се интересни работи. Или па Јас на времето имав едно многу кратко Peugeot 107. Ново, купено од овдека. Ова е сега може да кажам пред може би поише од 10 години. Peugeot 107 и всушност ми тие мајсторите ми рекоа да, ама ова е истиот мотор што е у Toyota Yaris. Сите тие се произведуваат у Полска и ги користат и не знам кои други, меѓутоа за Toyota баш запамтив. да. 107 Peugeot, Citroen C1 и Toyota Aygo. Ајго, добро, не Yaris, Yaris е поголем. Ајго имаат ист мотор. Па немаат исти мотор, имаат само различна ознака од напред. А иначе све е тоа исто, све е тоа Toyota се произведува во Чешка. Аха. И истите мајстори тоа го произведуваат. Прва смена произведува Toyota Aygo, втора смена Citroen C1, трета смена 107. 107. И сега И само да, нема никаква разлика, значи Па јас све е тоа исто. знам за Citroenов овој мој C5, кога треба да најдат некој дел, ако е така специфичен, да кажеме, зад шал таблата за ова, за дона, тие од Citroen одат у Peugeot, викаат од Peugeot 407, и ќе го најдеме, не знам што, сијаличе, саатче, вамо, тамо, што треба исто. Така, така. А тие се као конкурентски фирми. Не се конкурентски фирми, те имаат заеднички развоен центар. И може само од надвор, она што се вика фейс, лицето, онака каросеријата, тоа да биде различно, уствари срцето внатре, тоа е све едно исто. Почнувајќи од инсталација, преку мотор менјач, подвозје, све е тоа исто. Кочници, све е тоа исто Па фактички. значи за вас мајсторите, аутомеханичарите се полесно. Било кој ауто да дојде, она исто ствари. Па да, па и за докторите, ако речеме тако од Адам па до сега. Исто е срцето, исто е све, джиро. ама ете, така да и ова е така. Или па друг пример ќе дадам нешто смешно, се купуваш Мерцедес најнов сега А класа, Б класа или С класа. Унатре Ренов мотор. У Мерцедес. У Мерцедес. Рено. Ренолчи. Рено 4. Ренаулт. Ренал. Е така, нека ќе се смее, ќе му биде смешно, нема да му се верува, меѓутоа Во Мерцедесите? Во Мерцедесите, да, за жал. Малите Мерцедеси. Да, за жал, да, така е. Сега за кого за жал, кого за корист. Мерцедес, Рено еуфорично се фали дека во Мерцедес става Рено мотор. Мерцедес, тоа, ама знаете што, тоа не е баш така, ама сепак е Ренов мотор. Унатре, ама се преќутуваат. И се идеш купуваш мечка, Да. си купил А си Рено. купил Реналче. Реналче. Рено, да. Значи као ИМВ, ново место што беше на времето. Така нешто. О мај, а кој мотор држат тие? 1.6? 1.6. 1.6 со така завидни карактеристики, значи многу добар мотор. Се покажал како исклучително издржлив, пред се тестиран во Ренови возила и во Нисан, а после тоа го почна да го монтираат и во Мерцедес. Значи И во сега- А класата се покажа како изузетно слабо возило, неиздржливо, значи многу кварливо, расипливо. Мерцедес не можеа да направат возило на преден погон. Се мачеа со А класата, видоат после известно време дека не може да се борат на пазарот и си решија. Си го зема искуството од оние кои имаат преден погон кои од што имаат секогаш. преден погон од секогаш и кои што имаат позитивно искуство околу таровата.
Ќе направиме една мала пауза, Пепи, сега, за да се суземеме од овие факти кои ни ги соопшти и за да може да земеме воздух малку. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Недолковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Пепе, ти си сведок дека сум мерак многу на джипови, меѓутоа на она на класични. Знаеш дека имам два, кои се под 20 и кусур години стари. 23 години стари. 3, да. Чироки, джип Чироки, оне спорт, оне го кај нас го нарекуваат НАТО, коцкаст, не знам како си и така натаму. 4 кубика, бензин, автоматик, 200 коња. И во Америка која живеев, сум возел исто ауто, смета дека е тоа најидеалниот мотор, погоден на таа шасија мотор, пренос и така натаму. Иако во Европа ги има истијата каросерија, меѓутоа со дизел мотори 1.9, 2, 0, те Renault, не знам каков си друг мотор италијански, сите по правило тешко одат, не влечат и многу греат, наводно биле мали тие што се, како се викаат, каналчињата низ главата што е лади и така натаму. Те прашувам, значи, дали имам избрано право ауто и второто, веднаш после тоа, многу ми е греота да го гледам джип сега да е всушност Fiat, односно возам низ Италија, гледам нешто што личи на джип, позади пишува Fiat. И сето тоа ми личи некако многу, не знам како ти кажам, рецимо. Разочарувачки. Може сум премногу сентиментален за некои стари времења, меѓутоа ете тоа. Добро, Миленко, ти со Мојов джип како? Добро, ти со прашањето што го постави, веќе си даде самиот одговор. Сакам потврдо од тебе, ти си стручак, добро, јас сум лаик. Добро, сега да не беше толку добро возилото, сигурно сега за него немаше да збориме, ке зборевме муабет за некое друго теренско возило, нели? Се докажало до сега дека е тоа едно од најдобрите и сепак джип, кога ќе кажеме джип, значи ние не мислиме на теренско возило, се мисли значи за джип фирма на возило. На фирмата джип, да. Фирма на возило. И значи од таму почнало све. И сега они ако не знаат да направат теренско возило како што треба да биде, тогаш ние најмалку или било која друга компанија. Сега се обидуваат нешто, значи да копираат, се обидуваат нешто да се прави, нешто лево десно, меѓутоа сето тоа се сведува до прв момент дека да се појави новиот джип на пазарот. Не си направил лош избор. Дури и тоа што е автоматик, ке тебе, значи, тоа е нешто правиот избор е тоа, зашто сепак америчкиот пазар, а кој што не е за подценување, си го еден од најголемите пазари во светот, сите возат таму автоматик. Никој веќе таму не вози мануелни мењачи, никој не се замара со комплунзи, со брзини, прва, втора, трета, заборел, па редуктувал. Тоа го остал на инженерот, самиот си менува, самиот да си работи, самиот да си мисли што треба, како треба и така. А во врска за новиве се моделчиња што се јавуваат на пазаров, фейслифтингот ова, нели? Тоа можеби си малку и носталгичен, морам сега да ти кажам, малку да те прекорам, да. Али се јавуваат нови купувачи на пазарот и тие не ги сакаат тие стари робусни форми, коцкасти форми, бараат нешто позаоблено, нешто. Пластика. Пластика, да, пластика мора да има. И алуминиум мора да има многу. Мора да биде заоблено, оштро од напред. Не, јас сакам да има маска како што имаше Мерцедес, онака рамна плоча цела. Цигла. Цигла, и тоа јака маска. Ма да, таква маска имаше Peugeot, да кажеме, јас сум имал Peugeot 604. Таква маска имаше Volvo, сум имал две Volvo 704. Две Volvo. Такви беа и јагуарите. Јагуарите беа со маска јака. А сега се како... И по маска го познаваш, сега не можеш да познаеш ауто. А по предна маска, по задна па никако. По задна ако нема, не читаш ова, појма немаш ова. Кој шо вози тој пред тебе? Интересно ти е прашање. Кажи го. Интересно. Ама и Volvo не е Volvo виш. Па и Volvo не е Volvo. Првен за ова предната маска, значи ова што го викаме, нели, предната хауба. Се запрашуваме зашто се сите така оштри од напред. Што е функцијата, нели? Гледаш Мерцедес, знаеш дека бил како
фасадна цигла, сега го гледаш дека е оштар од напред како Ферари. А Ферари си останува Ферари, нели? Не станува толку збор за аеродинамиката, колку заштитата на пешаците. Што Предната... викаш, ако те фукнам со мечка, фукнат си, разбираш? Значи, завршена е со тебе приказно. Сега веќе не е така. Сега веќе ги тестираат, правени се посебни анализи, краш тестови, ред други работи, пред се ги интересира заштитата на пешаците. Предниот дизајн има за улога, има за цел, значи, при не дај Боже удар на пешак, да го подигне од земја и да го фрли на хауба, при тоа хаубата да го упие целиот удар. Пешакот по можност да помине неповреден. Може да замислам како е била таквата хауба на застава 1300. Или порано москвичите Пежо 404, Да, знаете, варно. шпицовите од напред. Да. Значи директно Да те те уви пресекува, значи нема каде. Значи има за цел значи да те подигне од земја и да те стави на хауба, значи те легне на хауба така благо речено. При тоа хаубата може да се свитка скроз до доле, да го прими целиот удар, значи од та кинетичка енергија која што се ослободена да, тој момент, да не настане поголема фрактура, скршеници или не да боже смрт. Значи тоа е целта, тоа се све правила кои што ги наметнува светска автомобилска индустрија. И Волво не е Волво. Што има у под хауба? Волво под хауба има што стигне. Што најдат? Па што најдат, да. Едно време имаше Рено. Мамбе тој Рено толку лијак. Да. Популарен е. Кој знае, кој не знае, сега ќе чуе. Значи, едно време имаше Рено. Дизел мотори Ренови, бензински мотори Ренови. Се покажа тие 460-ки, 440-ки Волво. Многу добри, се уште се возат. Да, ги имам. Претходно имаше Volkswagenovi мотори. Дизели, големи, петаци, шестаци. Сега поново време, повторно Peugeot. Дизелите се Peugeot и Fordов мотор унатре. Во Волвоата. Волво, да. Бензинците си имат своји бензински мотори, меѓутоа дизелите пред се Peugeovi, Fordovi мотори. А овие, еве, два големи други германски бренда, еве за Мерцедес, кажавме. А Volkswagen и BMW, Volkswagen. Audi. Добро, Volkswagen, Audi, тој е... Volkswagen е приказно само за себе. Денеска, овој месец, Volkswagen ги купува акциите на Volkswagen на самиот себе, наредниот месец Porsche ги купува акциите на Volkswagen и после се вика Porsche Group, наредниот месец се вика Volkswagen Group. Audi кога ќе зајакне ќе биде Audi Group. А мотори свој користат? Свој. А BMW? Свој, али Volkswagen вака. Volkswagen Group. Тоа е една страшна работа. Audi, Bentley, Да. Bugatti, Да. Lamborghini, Porsche, да. Porsche, добро, тоа Seat, Шкода, тие си ги знаеме. Интересна работа. MAN, камионите, Scania, Neoplan автобусиве. Значи тоа е све под Volkswagen Group. И они после тоа си планираат кој ќе води напред, кој ќе води назад. Да кажеме, еве има низ Скопје почна да ги возат. Јас тестирав, па не сум сигурен дека е баш тоа што сакам. Volkswagen Amarok, он се произведе во Аргентина. Воопшто нема едно штрафче нема во Европа. Добро. Поголемиот дел од моторите 1.9 дизел мотори на Volkswagen се произведува во Мексико, па се враќа овдека на Таму има они добри искуство бубата која извезува таму. кога извезува таму. Да. И таму и у Бразил и у секаде. Да. Да. Интересни работи се случуваат. Јас за мене несвојствено е едно Lamborghini кој што е синоним значи за брзина, за стабилност, за престиж, да е поспор од едно Audi A4, едно Audi A6. Зошто е тоа така? Еве, те поставам тебе прашање. Не знам. Не знаеш. Па нормално. Ја имам друго прашање за тебе. А тоа е следно, го пустив ја и на Facebook. Кога во светот максималните брзини во Америка се многу мали, немаш поголема од 60-70 милји, значи 100, 110, 120 км. Кога најголемите брзини во Италија се само на одредени аутопати
и на одредени делници без ограничување, главно е 130, 140, зашто се произведат автомобили кои можат да развијат 260, 280. Кога реално никаде не можеш да возиш толку. Прво не е дозволено, значи незаконски е да возиш толку брзо. Зашто се произведува автомобил кој може да вози толку брзо кој што никаде не сме да го вози. Право законите кои што днес се сменети се уште се датираат, значи од можеби пред 100 години. Во ред е, меѓутоа И законите тогаш возилата не можеле да постигнат брзина ни од 60 на саат. Добро, ама се уште важи закон. Се уште важи закон, да. Идеш низ Хрватска е максимум 130, Србија е максимум 120. Зошто купуваш кола која вози 320? За да кршиш закони. Аха, и тоа може да се врзе. Може да се врзе. Значи, за да кршиш Оти. закони. Тоа, Миленко, е многу дискутабилно. Значи, ако би се укинале тие возила кои што возат, значи, повеќе од таа, значи, кои што се многу побрзи, нели, кои што тогаш на пазаров би останале како сега што помина Спаркот, нешто Шкода, Фелиција, нешто такво мало, нешто ситно за возење, а овие сите големи брендови кои што, нели, нормално се Зашто? Добро, ти продава нешто што ти не можеш да го употребиш. Односно, не смееш да го употребиш. Ама ти вика да го скршиш законот? Он така ти вика. Ако те фатат, те фатат. А ако не, си доживел нешто многу добро. Што се случува со италијански овие фирми, Алфа, Ланча? Те пропаѓа, те се качуе, те А паѓа. Фијат е на врвот. Фијат, да, тоа зато те прашува за овие други. Фијат е на врвот, Фијат група е на врвот. Тие заедно со Крајслер, значи, владеат. Да. Заедно со Крајслер владеат. Значи, тие го имаат Джип, Ферари, Масерати, Алфа Ромео, Ланчија, Сите се таму. Рам, тие камиончињева имаат, да, Тексит, индустрија за мотори, значи ние вееме под нив, светски, можеби ако не е прв, ама меѓу првите производители на мотори. И на нив не им е битно кај го пласираат моторот. А од друга страна, јапонците? Конзервативни се. Тие се така малку затворени. Немаат некоја голема соработка со европските фирми, освен така Nissan, кој што дозволи да биде купен од Рено. Рено е власник на Nissan. Toyota има добра соработка у некои модели, така со некои европски брендови, како со Peugeot да речеме. Исто и Mitsubishi има соработка со Peugeot и со Citroen и произведуваат, има заедничка фабрика во Русија. Джиповите тоа што се 3008 некои таму се произведуваат. И Mitsubishi, кој беше, не знам, не се сеќам точно кој Mitsubishi джип, Outlander, таму се произведува, значи, за европско тржиште. На заедничка платформа е све тоа, само знакот од напред е сменен. Овој дел од разговор да го завршим сега веќе кога отидовме во Русија. Што мисли за тој дел таму? За Лада Нива, за вас Газ? Лада Нива, интересно прашање. Јас мислам дека Можно ли е русите да не можат да направат фино ауто како што прават, да кажеме, не знам што, французите, италијаните? ама тоа е традиција. И тоа преку ноќ не се стекнува. Они увиделе дека не може да се борат на пазарот, европскиот пазар, со... А им требаат груби ауто. Па добро сега, биле затворени во тоа време, не дозволувале, значи, да влез на европски возила, јапонски Добро, ама возила. што мислиш ти за технички карактеристики? Еве да кажеме, на Лада Нива, технички карактеристики, значи, надпреварувачки во смисло за тежок терен, на Лада Нива и на овој нивниот друг, како го викаат, ВАЗ, тој, или поголемиот. УАЗ. Они ме делуваат мега, јас тие што сум ги гледал, што сум возел нешто и што знам, луѓе ми делуваат многу супериорни, многу силни. Ама во Ако имаш- планина. А? Во планина, во шума. планина. Так. Во планина на аутопат главата ќе ти покри. Ето така. Главата ќе ти се здроби. Точно. А во шума, А во шума се неприкосновени. Па Миленко, сега ти кажав, секој со својот вкус. Не може да имаме ние во исто време возило кое што ќе има супериорни карактеристики на пат, на рамен пат, и исти карактеристики да ги имаме и на терен. добро, Range Rover
неколку пати стигна да ги исполни тие двете. Ама кои ги поставуваат и стандарди? Па, самите оние. Значи, самиот он си поставува стандард. Меѓутоа, ако ќе биде прашан крајниот купец, кој ќе седне, значи да го вози, значи не може да има истите диференцијал, значи не ги трпи истите оптеретувања при големи брзини и истите оптеретувања, значи при мали брзини, меѓутоа големи успони. Значи големи оптеретувања каде што има, не се истите тие оптеретувања внатре. Не може истиот преносен систем да функционира исто добро на големи вртежи и на мали вртежи. А знаеме дека треба сила да се пренесе на тркалото. Поради тоа, се уште за мене, барем според мене, може би некои други нема да се согласат, не може возило да биде двонаменско. Не може да биде добро на терен, а воедно да биде и добро на Што би рекле sport utility vehicle. Апсолутно не. Тоа е само онака малку... Не, ја имам Ford Explorer, знаеш, ти го сервисираш. Ford Explorer-от, значи, кој е голем, комотен, ист мотор носи, 4000, Така. кој има погон, автомат на 4, на се исти димензии на тркала, све е исти, значи, е Python, е преубав за возење по автопат, Така. ама што ми излезе од автопат е Python, Чирокито е крал. Добро, па затоа ако има други Фордови кои што се попредвидени за тој терен. Вранглер. Добро, во ред, меѓутоа збореме, еве се, тие ист мотор, исто земено од американска амбасада, исто старо по 20 години и така натаму, едното со другото не, значи се премногу различни. Така. Експлорерот пред се е престижно возило. Да закачиш приколица, да закачиш чаме. Престижно возило е, значи во тоа време бил појава, значи се појавил на улица, си дошол и ко кафе джипов, добар е све, значи имаш, се чувствуваш супериорно над возилава што се под тебе, значи не гледаш низ нив, него преку нив гледаш. Тоа им е преценамената на нив. И они малку скршна од тој правец, од тој пат, американците први. А потоа се почна да ги следат и овие и наши европејци. Сега, бидејќи стигнаме до Америка да зборуваме малку, така, бидејќи за ретро аута сум така мерак, малку и ретро американска музика се пушти. Дозволена. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Перица Филиповски ми е гостин. Зборуваме за автомобилите, автомобилската индустрија, автомобилизмот. Пепи, јас веројатно ќе си изумреме ние као диносаурусите што предпочитаме некои други времења на автомобили, тоа, значи, на спачекот што го имав, значи, Citroen 2CV, па тоа однапред да извадиш тоа платина, матина, тоа се отвараше, па под овој, како сика, па перката се вади, па цел мотор ќе извади, на крај ќе направиш, ќе ставиш, нешто си сгрешил, ајде, па го вади. Татко ми имаше еден Fiat 125. Па без малку све знаев да му направам, не знаев ремонт да му направам, другите сите работи ги знаев, ама се гледаше дека е Fiat мотор, 2 брегасти углава и така натаму, убав 90 коња, 1600 кубика, баш италијанец и по звукот на успухот беше италијанец. Ама ете, времето си оди. Времето оди до тамо да јас веќе неколку години имам неколку пријатели кај кои сум возел електрични автомобили. Едниот се вика Даниеле Генсер, живее во Базел, во Швајцарија. И тој има исклучително скапо 18.000 евра Тесла. И другиот пријател ми се Желјко Петровиќ, што живее во Дубровник и има BMW i1. Теслата има е многу поскапа, овој BMW тој 35-67.000. Теслата има односно можност да вози, радиус има 400 км. А BMW-то има 130 км и тоа се, да кажеме, едни основни проблеми кога се во прашање возилата на струја. Зошто го вртам сега муабетот кон возилата на струја, кои се очигледно иднината сега?
но скандинавските земји, северноевропските земји, сите се обидуваат да се вози шо повеќе електрични автомобили за да се спаси средината. Зашто го кажувам ова? Затоа што лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски најави еден нов план, една нова акција, каде што ќе се смалат делот од трошоците за се што е можно, акцизи, нема да се плаќа патарина, паркинг, така натаму, плюс ќе има субвенционирање на луѓе што ќе купуваат електрични автомобили, плюс сите бензински ќе треба во еден рок да направат полночи, така натаму. И иднината оди кон тоа. Јас сум ја возил и Теслата и ова BMW-то. Теслата е феноменална, таа забрзува од 0 до 100 за 4 секунди. Не се слуша ништо и така натаму. Меѓутоа, кога влегов во неа, ги прашав најлаичките работи. Мотор, кочница, менјач, тоа ништо не постои. Нема ни автоматик менјач, ништо не постои. Како аутенце овие у забавен парк што се. Баш така. А се работи на батериите. Клима, прозори горе, доле, ти реков менјач, така натаму. Како гледаш ти прво на планот на ВМРО да го тоа спонзорира, односно да помогне на граѓаните да набават такви автомобили? И второ, како гледаш воопшто на тој дел од автомобилската индустрија? Прво, сакам да ја пофалам идејата што ќе се, да ја речеме, спонзорира околу купувањето, односно субвенционира купувањето на автомобили, значи на електричен погон. Колку што сум запознае, не само автомобили, дури и автобуси. Да, и автобуси. Да. Автобусите у градски превоз, да. Точно, па од тоа ќе се почне. Градски трамвај, превоз. Точно. Моторчиња веќе се возат. Иднината е во тоа. Би сакал, кога би можеле, да замижиме и веќе да се најдеме во иднината, да заборавиме на овие мотори со внатрешно согорување, на овие загадувања кои што се прават, кои што ги емисијава низ донија гаси, значи кои што отровите ни се таложат во крвта, и да се најдеме, значи, во иднината и веќе да возиме, да располагаме со вакви возила на ваков хибриден погон, да го наречеме. За сега хибриден го нарекуваме. Колку е можно побрзо тоа да биде, толку тоа ќе биде подобро за нас. Живееме во густо населени предели, многу сообраќај, многу гужва, многу емисија на гасови, смог, магла. Пепи, значи, тоа е... Сега, техниката внатре, сем што тоа личи на ауто, бидејќи на 4 тркала, ништо друго нема. Нема од ауто. Добро. И Кенеди локомотивата, да. И предходно тие сите беа локомотиви, таа едната беше на парен погон, како беше тие понапред. Да. И таа е локомотива, нели? Па се отиде на дизел. На Кенеди, да. Кенеди е комбинирано. Дизел електричен погон има. Да, се ова се горе, да. Да, има дизел мотор кој што произведува струја, па после тоа таа струја се пренасочува на електромотори, на секоја совина има по еден електромотор и така после тоа се движи. И на крај сега дојдовме до време кога имаме комплетно електрични возила. Да, и има сега овие што се магнетници, има и така. Нормално. Види, не може да е брзо тоа, нели? Таа транзиција не може да е брза. Меѓутоа, јас имам C5, знаеш ти, јас така. седеш. Таа, кога не ја возиш, кога не ја форсираш, да ја возиш, да кажеме 120 на круз контрол да ставиш. Така. Таа троши 5 литра. И да кажеме од овде да идам до Рим или до Милано, повеќе ќе потрошам на патарина него на нафта. Значи троши многу, 70 и нешто литра собира, а со 70 и нешто литра 1500 км проаѓаат без да влезеш на бензинска, да ти се здосани кафе да ти се припие. Нормално, добро, кога возиш SUV, джип, вамо тамо, тие заради што се погруби, потешки, поголеми, понеаеродинамични, трошат подруго, повеќе. Меѓутоа, ете и таа потрошувачка од само 5 литра со електрично возило доаѓа на 0. Со тоа што сосема е друга внатре техниката, технологијата, но не сите фирми големи
имаат влезено у тоа. BMW, другите се уште се мислат, па ќе произведе хибридно малку со ја користат кинетичката енергија од кочењето и така натаму. Меѓутоа се уште не се сите влезени. Веројатно не може да го решат проблемот со батериите. Не е точно. Него? Не е точно. Све е веќе измислено, све е веќе решено. Меѓутоа, кажи ми, како да им објасниме на тие луѓе на нафтените платформи дека ќе изгубат работата? Не, како да им објасниме на владите на Саудиска Арабија кои прават толку многу пари Точно. од нафтата, дека нема да прават веќе Дека толку веќе многу. нафтата не е потребна. Значи, они може да се купат Тесла како фирма, со Апсолутно. сегаки, Апсолутно. и да речат не, ова нема да го произведат. Ма такви патенти, Како и на Никола Тесла, Ма- сијалиците Миленко, кои не прегоруваат и слично. па јас мислам колку што е студиово, токава има една просторија, само со по едно ливче, со патенти внатре, кои што се откупени, и никогаш тие веќе нема да излезат у масовно производство. Затоа што се косат според правилата кои што некој сака да ги постави. Секој се со бизнес логиката Со на тие што бизнисот, го владеат нормално, светот. нормално. Верувај ми, све е измислено. Значи, исто како што е мобилниве телефони, батерииве, како што се со некој, што ја знам, неограничен веќе век на трајање, со рок, со сили, нешто перформанси како што има, такви има и батерии за колите, Миленко. Оти за електричното ауто единствено како купувач, единствено што те ова е Полнењето. Полнењето. Полнењето, односно колку со едно полнење колку километри можеш да минеш. Што како што вика мојот пријател од Дубровник Жејко, автономија. Имам автономија 130 километра. Автономија. Така. Сега, значи, има дори концепти каде што вика застанува на бензинска пумпа, мислам на батериска пумпа, сега поново да го крстиме. Доаѓаат, излегуваат двајца момци, отвараш хауба, ти менјава акумулатор и си продолжиш да возиш. Нема чекај да пиеме кафе, поминало 15 минути, сат време. За Теслата него. Така. Значи, бесплатно е полнење на фаст чарджери, на брзи полначи, во Теслените сервиси на цела Европа за Тесла ауто. Купуваш Тесла и си имаш мапа кај има све Теслени сервиси и е бесплатно полнење. И така, значи за без пари, за погонска енергија, тоа више не е ни гориво, за без пари за погонска енергија, можеш од Скандинавија да стигнеш до Сицилија. Значи плачеш само патарина. Значи ако имаш Тесла, ако да кажеме не застанеш у те или ако имаш друго возило, на бензинските кај што се застанува, кај што има пуначи за струја, се наплаќа нешто. Ни приближно не е волку колку што е ова. Меѓутоа владата, односно партијата што ја владее оваа влада, значи ВМРО ДПМН, најави дека ќе има стравотно добри субвенции во тој правец за она што се контролира во таа автономија, тоа е таксистите. Таксистите, бидејќи знаат колку километри може да иде, значи не е да вози Скопје Белград, па нема бензинска пумпа. Точно. Нема пунач, него тука е во Скопје за таксистите, а тие се толку многу ги има веќе низ Скопје и толку многу компании, да тоа вклучително и јавното сообраќајно предпријатие со електрични автобуси, тоа во голема мерка би го решила овој проблем со загадување на Скопје. Ние пред се говоревме сега за комплетно електрични автомобили. Комплетно, да. Комплетно електрични. Најбитната работа во цела работа што ние во моментот сме во транзиција. Во моментот значи имаме хибридни автомобили, значи мотор со внатрешно согорување Да, и струја од и косици. плюс електромотор со батерии, со ред други работи. Значи во еден момент во еден на режим на работа работи бензинскиот или дизел моторот, во друг режим на работа се гаси бензинскиот или дизел моторот, И се струјата. активира електричниот мотор. Значи тоа е онај хибриден систем. Ние сме значи во транзиционен период, така ја го крстив, каде што значи имаме комбинирано. Голем успех има околу таа работа и голем напредок. Многу е добра таа работа затоа што додека се вози на бензин или на нафта, се полнат батериите за оној период кога ќе се префрли погонот да биде електричен. Поголема автономија. Да, добро, тоа е малку подруг систем, значи не е комплетно електричен, него е
комбиниран, баш хибридан, ти како што Да, рекаш. комбинирано. Значи, да. Добро. Тоа, почитувани слушатели, беше мојот пријател Перица Филиповски со автомобилски муабети кои може да траат едно 20 емисии. Бидејќи има и други теми се овде како би ги ние отвориле, како да го пренесеме, како да се дигне аутото, како не знам што и така натаму. 300 муабети сме водели, да ги извадиме напред, назад тркалата, да ги извлечеме, да има 300 работи кои се менјачот како да го искомбинираме и така натаму, меѓутоа тоа не ќе може да го правиме во оваа емисија, бидејќи се приближува кон крајот. Перица, да ти заблагодарам за доаѓањето во оваа емисија и во твојот деби, радио деби, во Миленко Недолковски радио шоу на Радио Слободна Македонија, и да ти посакам успех во животот и среќа и спокојствие во фамилијата. Ти благодарам, Миленко. И како што реков на почетокот, сепак честа беше моја што присуствувам овдека во твојата емисија и на преновите на Радио Слободна Македонија. Тоа беше Пепи Цитроен, така ми е запишан во мојот, инаку Перица Филиповски, така ми е запишан во мојот телефон. Почитувани слушатели, се слушаме следната среда, а што се однесува до телевизиската емисија во петок, ве повикувам да ја гледате, отитување е најскандалозната емисија на Миленко Недолковски телевизиско шоу во историјата на постојањето на тој шоу во 11 години што се зад мене. Пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.